Продадените 450.000 примероци од неговото лансирање го сместија Каџар меѓу клучните модели на Рено. Затоа и сега, после 4 години, не се одеше длабоко во неговата рестилизација. Со измените се запознавме на краткото дружење со него на регионалната презентација пред почетокот на продажбата. Нив ги има најмногу во внатрешноста и главно се засновани на она што французите како забелешки го имаат слушнато од купувачите. Поголемиот број хромирани елементи додадоа малку елегантност во типично спортското обкружување. На централната конзола доминира складно вклопениот повеќенаменски екран со големина од само 7 инчи. Контролите на климатизацијата сега се поубави и полесни за ракување, а седиштата се направени од пена со две различни цврстини и се поанатомски. Потврдиот страничен дел добро го држи телото во свијоци, а останатиот помек дел од седиштето придонесува за подобро чувство на удобност во возењето. Разликите кај надворешниот изглед на Каџар се суптилни, но познавачите на моделот веднаш ќе ги забележат. Пошироката маска заедно со задржаните мускулести облини му даваат поробусен изглед, додека елеганцијата е освежена со хромираните детали. Мигавците интегрирани во лед светлата и изменетиот браник дополнително ја акцентираат спортската душа што му ја обезбедува сериозно подновената гама мотори. Неја ја предводи новиот 1,3 литарски турбобензинец со 140 и 160 конски сили развиен заедно со Мерцедес. Тој има поминато 40.000 часа интензивни тестирања, што е еквивалент на 14 години експлоатација по 8 часа дневно. Токму со овој мотор и подобра опременост започнува понудата на обновениот Каџар со цена од 22.490 евра. Познатиот 1,5 литарски DCi сега е малку засилен, додека 1,7 литарскиот агрегат со 150 коњи е нов во дизелската понуда. За жал, единствено тој може да се добие со погон на сите тркала. Кај другите моторни верзии во теренските авантури ќе асистира едноставниот грип систем со 3 режими на работа. Од помош секако ќе бидат и клиренсот од 20 см заедно со тркалата со големина од 17 и 19 инчи. Новиот Каџар не го пробавме на терен, но затоа добро го извозевме на секаков вид асфалт. Посебно не во одушевија бензинските верзии, кои на овој кросовер му обезбедуваат атлетски особини. Новиот мотор заедно со мануелниот менувач со кој лесно се ракува овозможува остварување на сите желби на возачот, дури и на некои што се чинат невозможни. 7-степената трансмисија со двојна спојка уште повеќе го истакнува ова чувство. Послабата дизел изведба е малку подсмирена во возењето, веројатно заради потребата да ги задоволни новите еколошки норми. Поголемиот дизел не ни беше на располагање, но и без него свативме дека Каџар е автомобил со доста агилни перформанси. За вкупниот позитивен впечаток придонесува и одличната звучна изолација. За се да помине во ред, треба да се грижат 10 безбедносни системи, од кои повеќето достапни и во возилата со пониски пакети опрема. Интересот за компактните кросовери во оваа деценија се зголеми за 4 пати. За да ја подобри сегашната позиција во сегментот во кој владее Нисан Кашкај, Рено ќе го нуди обновениот Каџар со посилни мотори и подобра опременост за слична или минимално коригирана цена.